Во добро утро секој утро, секогаш даваме минути и за уметениците и за она што се вели уметност и се што ја сочинува нели уметноста. За себе вели дека е самоук уметник, но покрај овие дела кои што можете да ги видите позади мене, тоа никако не се гледа. Ова утро разговараме со Елена Поповска. Елена, најпрво ќе ти посакам добро и убаво утро. Добро утро и на вас и на вашите гледачи. Елена некогаш забен техничар, но уметноста ја гаеш уште од најрани години, односно уште од детството. Па веќе пред 4 години ја имаше и твојата прва самостојна изложба, иако нели многу години наназад веќе професионално се занимаваш со сликарството. Како се гледаш еве денеска после 4 години од првата самостојна изложба? Исполнето. Тоа сигурно. Првата изложба се случи токму тука, во Концепт 37, и љубовта трае 3 години, каде што се случи втората моја самостојна изложба и оваа година изложив одбрани дела, иако за себе имам 5 самостојни изложби, 2 групни и една интернационална. Првата се случи како почна, поточно во МКЦ. Тоа беше интернационална групна изложба инситу, каде што бе видена од критичното око, за моја среќа. И така почна да се развива. Но тука, во Концепт 37. Колку е важно за еден уметник, за кој што како што ти велиш за себе самоук уметник, да се даде фидбек и да се дадат позитивните, па некогаш нели и негативните критики? Секоја критика е добродојдена. Јас сум среќна што моите слики имаат очи. Тоа е најголемото задоволство на еден уметник. Оно што во моментов е изложено во Концепт 37 е спој на дела. Како се одлучиве за овие дела да бидат токму дел од ова изложување кое што трае веќе во Концепт 37? Така, па тука се изложени сублимација, значи на дела од 2021, од последната изложба во Мала военот на срцето на военот, каде што се изложени останатите 3 воени. Тука и Чарли Чаплин, кој што имав можност да го сликам пред скупската публика во локалот Бистро Комедија. Последично на моите џокери славни е Джек Николсон, морав да го насликам едноставно и тесна е врската. И последниот индијанец. Јас обожавам да ги сликам домородните цивилизации, нивната филозофија. Знаете, сликите се прозорец на транслуцентното, оно што е спиритуално и верувам дека очите што ги гледаат, го гледаат токму оно што јас го пренесувам. Елена, неизбежно е да се праша на еден уметник кој што има зад себе многу дела, како се црпи инспирацијата, односно од каде поточно ти ја црпиш инспирацијата за сите дела? Па сигурно од животот, кој е вреден за живење, нели? Од љубовта, од моите пријатели, од моето обкружување. Поривот цело време е околу животот. Не размислувам за ништо друго, само сум отворена. Интуитивно е се. За себе велиш самоук уметник, самоук сликар, но што подразбира еве тоа самоук за тебе, затоа што кога се вели самоук, нели некој си мисли еве така си црта нели за по дома и нигде никој не ги гледа нели тие дела, но овие дела навистина заслужуваат и тоа како внимание и ниту малку не изгледаат нели дека се направени од некој кој што е самоук уметник. Да, не изгледаат така наивно. Под самоук велам немам јас едукација и образование ликовно, но секако јас ја имам она примарна едукација, нели, каде што и бев и во рано детство приметена од мојата класна Лилјана Стаменковска, која што стварно сакам да ја поздравам. Каде што ги освоив сите први награди, понатаму што и како, во однос на техника и израз се
се сведуваше на тоа емоцијата да ја прати формата. Односно формата да ја прати емоцијата. Така. И јачината на емоцијата се гледа преку интензитетот на боите. Начинот како јас се изразувам е преку портретите во главно. Уживам и во израз на некои омилени мои животни кои што имаат спиритуално значење за мене, а верувам и за очите што ги гледаат. Уживам и во кубизмот како стилови, експресионизмот и поп-арт. Значи, но боите, емоцијата се гледа преку боите, изразот како ја се изражувам е на нив. Така, покрај тоа што ги правиш, нели, овие дела, оно што го работиш друго е секако дека дела уметнички може да се најдат, нели, и на текстил, па како започна и таа приказна насловена, нели, Поповска арт. Така, втората изложба што се случи тука во Концепт 37 беше непосредно корона вирусот, која беше локдаун, нели? И на моја голема среќа беше многу успешна таа изложба и имав желба да подарам на моите најблиски маечки со испечатени слики. И од таму се роди идејата, па зашто ова не стане малку поозбилно и поголемо. Така да одлучив да направам мерч на секој некој што не може да си дозволи слика на платно или таа е вдомена веќе, му е драга, може да си дозволи мајца или дуксер или торба испечатана со супер принт од моите дела. Да, оно што го имаш за себе, нели, долги години може да кажеме, и професионална едукација, нели, работа како забен техничар, како го правиш или го гледаш спојот на уметноста со стоматологијата? Како од ништо да направиш нешто и тоа да има функција и естетика, тоа е спојот. Да, сепак, нели, и стоматолозите, и забните техничари, нели, оние кои што се занимаваат со таа професија, се на некој начин уметници, затоа што, нели, да, треба да направат уметности од забите. Елена, за крај би те прашала, спомена, нели, за инспирацијата, за делата, но и за сите оние изложби кои што ги имаш за себе. Имаш ли омилена изложба која што или омилено дело кое што го имаш направено и ти е врежано во срце? Сите се мои и сите ми се драги. Сите се дел од мене и од моето обкружување. Не можам да се издвојам. Што е она на кое што работиш еве во моментов или може следно да го видиме од тебе? Во моментот работам на доста лимуни. Оваа година интересно како лимуните се многу атрактивни. Работам на еден прекрасен портрет. Следно не можам да откриам ништо повеќе, но сигурно ќе бидете сведоци. Да, те очекуваме, нели, за покана, за следна изложба или пак компилација од дела кои што ги планираш да ги направиш во иднина. Ти посакувам уште многу успеси, уште многу вдомени дела, затоа што навистина заслужуваат и тоа како внимание и простор, токму сите овие дела кои што можевме да ги видиме, а и гледачите можат да ги видат, нели, во моментов на малите екрани. Ви благодарам за вниманието, на интересот. Поздрав до сите ваши гледачи. Се гледаме наскоро.